Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во 63-тото издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот верен соговорник Јордан Петровски. Добар ден. Добар ден. Денеска се наближуваат избори. Значи ние снимаме на 6-ти, се надеваме дека ова ќе биде објавено до кај 9 јули. На 14 или на 15 јули се биде објавено утре, ова ќе го поврзаш, ќе прескокнеш малце од. Нешто кратко ќе биде, се надевам и во ред. Следат избори, спомнавме нешто во нашата последна снимка околу тоа што сметаме ние за изборите. Ќе продискутираме уште еднаш на крајот на оваа емисија, меѓутоа ти имаш нешто желба да продискутираш околу партијата Интегра, односно поточно нејзиниот лидер Љупчо Ристовски. Да одиме директно на... Да, прво почти го видеото, бидејќи да, тоа ми е и тоа видео кога го видов ми даде повод да продискутирам за видеото, за Љупчо Ристовски и за Интегра. Ова е објава од 15 мај на Facebook профилот на Интегра Македонска конзервативна партија. Тоа е сега најновата десничарска партија. Декларативно, така се декларира. Како и на секои избори до сега се појавува една ваква партија, која што изникнува токму пред избори, која што треба да парира во десницата, да одлева гласови од ВМРО ДПМН. Да го преслушаме видеото, па ќе одиме натаму. Изслушнете не! Само да дадеме вовед ова што е, ова е... Студентски протести, митинг студентски во ноември 89 година. 23 ноември 89 година, ова, значи од објавата на Интегра вели дека Љупчо Ристовски е последен говорник во име на организаторот на протестот, студентската организација, чиј што председател станал тогаш и ја трансформирал во Сојуз на студенти за прв пат после легендарната 68 година. Во ред. Тоа не беше... Запаметете ги овие работи. Во ред, да го чуеме. Изслушнете не! Нас, македонските студенти, слушнете го гласот на сплотената младина на Македонија. Тој е глас кој мора секој да го врежи во своите мисли и да се прекине со мирење и избегнување на историјата. Да се прекине со постоечкиот однос на нашето државно и политичко раководство, кој е во најмала рака подценувачки, ако не е инфериорен. Да се прекине со криенката која се игра помеѓу стандардот на нашиот толку воздигнува социјалистички работен човек и неспособноста и немојта да се даде јасен правец и визија и да се отворат нови хоризонти на просперитет. Да се прекине со постоечката клима долго време создавана под плаштот на така наречената демократија од социјалистички тип, демократија навезана со закани, притисоци, средби во 4 очи, затворања, физичка примена на сила и какви уште не репресии својствени са... Ова е мощна жестока критика на југословенскиот поредок. Да. Да продолжиме, уште малку има. На општество од недемократски тип, тоа не ни беше целта и нема никогаш да биде. И кога ќе се прекине со сето ова, ќе се види и почувствува многу повеќе од досега силината и моќта на македонската интелигенција, на македонските универзитети и на целата студентска популација. Ќе се види и почувствува моќта на трудбеникот и воопшто можностите и моќта на секој еден заинтересиран за подобро утре. Зашто само така може да се следи развиена Европа, Европа без меѓи, граници и раскол, а како поле за меѓусебен културен надпревар.
И нека денес, 23 ноември 1989 се слушне и громко одекне гласот на македонските студенти. Упатене до секого и на секаде. Тоа е гласот на совеста на Македонија денес. Нека добро се замислат сите што ќе се обидат да се стават наспроти него, зашто неговата силина е нашата совест. И уште еднаш, нека знаат сите, од исток и запад, север и југ, македонското име нема да загине. Ако може, јас мој краток коментар пред ти да довиш. Според критикава која што ја дава во однос на тоа дека треба доправа да се види вистинската силина на работниот човек на Југославија. И ова што го напишал Љупчо Ристовски во неговиот коментар тука во воведот на видеото за легендарната 68 година, тој ми остава впечаток на приврзаник на граѓанската десница, односно на анархолибералите. Не. Добро, мислам дека тука имаше еден и 68-машите не ги ваде од уста работниците, работничките права на протестите. Но, од друга страна, се залага за црвени универзитети, за потврд комунизам, него што беше дотогаш во Југославија. Комунизмот никогаш не се грижи за работничките права. Мислам, истинска грижа. Не декларативно. Не, комунизмот е впрочем еден голем затвор, едно големо работелско општество во однос на работникот. Експлоататор наместо експлоататор, ма вистински експлоататор е администрацијата и интелигенцијата, таа што ги брани наводно правата на работниците. Така да на нас не е доволно, мислам, на мене ми е, а и на тебе е јасно дека двете работи што ги говори Љупчо не одат. Па, не, токму одат, мислам, во однос на кога тој ја фали 68, зашто ја викаш легендарната 68, значи тој е... Ја кога викам не одат. Не одат како... Не оди ова што сега се представува како конзервативец и како десничар. И ова што го зборува тука. Тој си комунист. И тука нема што да разговараме повеќе. Но, она што мене ми е посебно битно, мислам, ако ти веќе нема што да... Толку, јас само тоа сакам да го... Она што е многу важно. 88 години и 89 година веќе се прават подготовките за повеќе партиски системи за распад на Југославија и како да се сочува Југославија. Во плановите, бидејќи најголем проблем според КОС, односно воениот врв и нивната служба КОС, која треба да биде чувар на Југославија, тогаш целиот план го прави пројугословенското крило на КОС го прави тој план, е да се излечат националисти на Виделина по сите републики и со нив да бидат апсени и прогонувани. И сега, тоа го многу јасно е напишано во мемуарите на Мамула, во сите говори од тоа време, сите што напишале од тоа време, кои биле во врвот на политичкиот врв на Југославија, тоа го споменуваат. И затоа требаше да се направи државен удар, да се уапсат тие националистички раководства во републиките. Да, и сега испаѓа дека генералот, како му беше името? Мамула или Кадиевич? Кадиевич, Душко Кадиевич беше така? Не, Кадиевич. Генерал Кадиевич, испаѓа дека тој впрочем ја забошотил работата, тој едноставно не бил доволно смел да го изврши воениот удар. Друго е прашање, бидејќи Кадиевич не сакал да го апси Милошевиќ. И тука доаѓа до раздор натре во пројугословенскиот КОС. Пројугословенската идеја за државен удар. Било договорено да се апсат сите, Кадиевич по некоја си основа
тој најубаво знае зошто, јас не можам сега да... Добро, мислам, коментарот на Мамула беше дека немал смелост, бидејќи бил мирнодопски генерал и едноставно немал... Тој беше приврзаник на Милошевиќевата политика. И затоа тој беше близок човек на Милошевиќ. И не сакаше да дозволи Милошевиќ да биде веќе... Да, инаку планот е бил да се изврши воен удар, да, и да се исполнат сите националисти. Сите. И повторно да се после извесен период да се вратиме на нормалното она што беше Југославија. Затоа овој говор, ваков жесток говор, ваков тврд националистички говор, во тоа време не Љупчо не држеше. Љупчо се појавува после. Да. Значи немавме таков говор, не е одржан во Македонија. Оно што ми се кога го видов, како гледав видеото, ми се поставува како прашање. Кога ќе го видам Љупчо на телевизија или кога ќе види на Фејсбук, кога нешто говори, негови пресконференции, прашањето само ми навира од ова видео. Како е можно Љупчо, Ристовски, ово за Љупчо говориме, да не го избрала службата да биде председател на ВМРО ДПМН. Сега жестоговорник, елоквентен. Да, мислам дека појак кандидат е од Љупчо Георгиевски. Да, но сега тоа ќе го разјасниме повеќе кога ќе го дискутираме интервјуто на Љупчо во кај Ефтов. Љупчо сам кажа кога е избран. Љупчо бил избран година дена пред ова, кога бил на посета. Јас викам дека е избран, не е Љупчо. Бил во станот на Драган Богдановски. После изгубени од Залвор, тоа е стан на Удба. И ќе го објасниме по-детаљно во тоа. Сакам да биде ова пократко видео. Така да имам едно многу, познавајќи работата на тајната полиција на Удба, невозможно е Љупчо Ристовски после овој негов жесток настап, жесток националистички настап од позиција на тврд македонски националист, да не бил да не му е отворено досие. Невозможно е, а впрочем невозможно е и тој да бил избран за студентски лидер на студентите, доколку не бил подобен, доколку не бил обележен за подобен. Морално политички подобен. Да, од страна на службата. И сега тој тука споменува неговиот коментар коси удба снайперисти на околните згради, коси удба на секој чекор. И токму тоа е, тука е прашањето, зошто, како тој успева да држи ваков говор, утре дента наместо да биде отстранет од факултетот, тој добива позиција председател на студентскиот совет. Значи, дека си го побара досието Љупчо во архивот, да види и овие денови ако може да го покаже пред јавноста. Морал да има досие. Да. Тука нема... Да, ваква личност мора да има досие. Нема теоретска шанса да немал досие. Да. Ако не го побрал, досега нека побара досие и нека го покаже јавно. Да видиме. Ако нема досие, тогаш е уште почудно. Тогаш досието од одредени причини не се појавува. Не знам. Ти многу ми е така. Тоа сега е едно прашање вака ти поставам, па не знам дали ќе сакаш да го одговориш. Да го завршиме Љупчо ако може. Да, па за него. Да. Зошто? Еве мислам дека не е никаква тајна ако кажеме дека од партијата Интегра добиваш некакви сега контакти едноставно од различни личности кои што сакаат да го придобиат твоето влијание, едноставно да им дадеш добар некој, да дадеш добар глас. Не дека е така. Меѓутоа има, како да кажам сега, единствените контакти досега од Интегра према тебе се, би рекол, не се непријателски. Па, беа до пред некој ден не непријателски.
Зошто испаѓаш сега со ваков став? Зошто се обидуваш да и наштетиш на партијата? Не, далеко тоа. Јас воопшто не сакам да и наштетам на партијата. Но, има уште една работа што треба да ја спомена. Лјупчо Рисовски бил пратеник по партијата на Гошев 94 година. Кандидат за пратеник. Гледам уште некои ликови кои биле во тоа време што ги знам јас на листата на Гошев. Кога ги дознав тие работи, кога ги видов тие работи, ми се роди сомнеш, и тоа се подлабок, и после го видов видеото. Значи, видеото ми го потврдува тој мој сомнеш. Дека Интегра треба да одигра улогата што ја одигра Гошев 94 година. А тоа е? Тоа е да му обезбеди спас на СДС. На кој начин? На кој начин? Да ги подвои гласовите во десницата. Да одземе гласови. Бидејќи друга партија нема од десниот блок, Бачев е јасно како не може да го земе кој десница, бидејќи тој си е јасен. Тој си е проруска партија. Да, и на економска основа тој не е многу десничар. Но зборуваме дека тој Да. Единствено, мислам, за Бачев десничар може да кажеме на национална основа. Да. И тука нема збор за него, тој е тврд. А инаку и ние кога соработувавме, кога комунициравме со него, тој едноставно не е запознаен со економската десничарската економија. Но јас сум убеден дека може би многу луѓе нема да ме разберат како што треба, но тоа е нивни проблем. Бачев ќе ги исполни ветувањето што ги дава околу името и околу другите национални прашања. Да. Тука сум следејќи го со години веќе од 2007 навак го следам, иако не контактираме. Па веќе 10 години скоро. Но тоа е мој впечаток за него. Да. Ако не се слагам со него за неговата проруска политика, но знам дека тој би тој би ги исполни тие ветувања. Да, впечатокот што ни го остави е дека е човек од збор. И сега значи тоа е некаква, како да кажеме, десница, ама некаде на страна. Да. И сега, значи, ти предлагаш дека Интегра е наменета да одлие гласови од ВМРО. Исклучиво тоа, бидејќи ги слушам, тие повеќе занимаваат со напади против ВМРО ДПМН, одошто да си ја бранат програмата, да ги собираат нивните. И тоа е по 94 година, и сам знаеш дека тој Љупчо го потврди, дека Љупчо ние преговаравме во Куманово. Во Куманово се одвива преговорите помеѓу Кошевата ДП и Љупчо. Љупчо даде одврзани раце да понудиме се на Гошев, само да прифати коалиција 2004 година. Љупчо го потврди тоа во интервјуто дека му нудел се на Гошев. Јас тврдам дека е така. Значи, Љупчо Рисовски влезе сега во оваа игра да одземе гласови. 5, 10 или 15 лет. Тој нуди програма некоја, но не може да нудиш ти програма кога си свесен дека не може да освои 61 пратеник. Програмата која што ми ја спомна утринава наликува многу на милиардата на Циле, нешто. Да, така. Кај гради некој, не знам таму какви беа воздушни или какви железници, не знам, 7-8 милиарди инвестиции. Се тоа е она што го ветуваше и Гошев. А добро, нели се тие партија која што најагресивно настапува во однос на повраќање на името? За 100 дена кој може да го врати името? Името, барем ти знаеш, ти пишувале како ќе треба се врати името и како може да се врати името. Тоа е процес. Можеме ние се однесуваме, а готово денеска не важи се. Ама, сепак, ние, ако сакаме да направиме нешто за Македонија, тој процес мора да биде и легален, и легитимен. И признаен од сите држави во светот, сем од Грција. А и таа на крај ќе мора да го признае. И тука е она што јас затоа не верувам во тоа што го нуди. Жалам што еден мој човек кога многу го почитував, двајца се во прашање, за жал двајцата се од Охрид.
наседнаа на така убавите приказни што ги кажува. И жал ми е што тие луѓе утре кога ќе треба да застанат за македонските позиции, ќе бидат веќе жигосани дека некој ќе треба да го исправа тоа, да губи време да докажува дека тие луѓе од желба да помогнат на Македонија влегле во интегра. Направиле добронамерна грешка. Добронамерна, да. Толку пишам, не знам што друго. Борет, значи го завршивме ово. Го завршивме. Ајде сега сакам да ти поставам едно прашање. Ово го зачнавме во нашата последна снимка. Таа се надевам дека и таа набрзо ќе биде објавена. И можеби ќе биде веќе објавена кога ќе биде објавено ова. Околу изборите. Значи, ти беше на еден став претходно дека треба да се оди на бойкот. Да. Едноставно со цел да се покаже еден не со цел за да се разбијат изборите, затоа што изборите ќе се признаат резултатите на секој случај. Нема цензус на изборите. Нема цензус на изборите, така што не беше целта твоја да се растурат изборите, туку едноставно да се покаже пред светот дека македонците не сакаат да учествуваат во една ваква држава каква што сега е Македонија. Меѓутоа, во последната емисија ти изнесе едно поинакво мислење дека можеби тоа не е најдоброто решение во моментов и дека можеби најмудро ќе биде да се гласа за ВМРО ДПМНЕ. Јас до некаде те поддржав во тоа мислење, со тоа што јас се оградувам, викам дека можеби и за тебе истото важи. Ние не очекуваме дека ВМРО ДПМНЕ ќе ги преврати загубите што ги направи Заев, туку едноставно дека најверојатно е дека ВМРО барем ќе го забави процесот на... Ќе држи статус кво. Да, ќе го држи или статусот кво или полека ќе одат промените во негативна насока. Меѓутоа, викендов видов едно видео кое што сега нема да го пуштам, меѓутоа ме присети на нешто и ете сега јас се колебам лично, еве верувам и нашите гледачи имаат слични некои чувства, се колебам дали воопшто тоа е вистинскиот став или не, гледајќи кои луѓе се во ВМРО ДПМНЕ. Дали можеш да ми објасниш зошто треба да се даде поддршка на ВМРО ДПМНЕ денеска, иако на листата се луѓе кои што ти си ги критикувал и кои што ние сме ги критикувале длабо. Моето мислење за тие луѓе исто и денеска. Нема тука, јас не сум сменил мислењето за луѓе, за некои луѓе. Но, прво, во денот кога беа објавено дека ќе конечно изборите ќе бидат на 15 јули, Заев даде едно интервју. Сега да не го бараме, да не го можеби ќе го исече па ќе го ставиш после. Тој таму рече дека веднаш после изборите ќе продолжат, тој веднаш треба да патува и да продолжат преговорите за берлинските процеси. Или за Шенген зоната, за Западен Балкан. Јас знам што е тоа и сме го дискутирале и има на форумот Котле една многу голема тема за тоа. Така да, значи Заев има цел. Планот кој му е наложен не е исполнет и Заев затоа брзаше да ги спроведе што побрзо изборите. За да се продолжи берлинскиот процес. Од тој момент ми стана јасно дека ѓаволот ја во шегата. Јас мислам дека Заев ќе се доволи со ово што го направил и сега ќе ја брка едноставно, но
датумот за преговори, но знаевме јасно дека нема блес во ево. Со ова што тој даде изјава дека продолжува Берлинскиот процес, забрзано да се одвијат преговори за Берлинскиот процес, јасно дава до знање дека нема датум за преговори. Пред да се направи Западен Балкан и Западен Балкан да биде во конфедерален однос со Европската Унија. Тоа е веќе многу јасно и тука нема ништо што не е познато. Жално е што во Македонија многу малку било кој од политичарите и од аналитичарите говори на оваа тема. Сега, затоа беше мојот повик да се гласа на изборите. Десницата гласа исклучиво за ВМРО. Има две леви партии. Левица и Гласот за Македонија. Тоа се партиите од левицата. Едната ја води Апасиев и таа е строго си има своје гласачко тело кое се надевам ќе освои некој пратеник. Но и другиот е Глас за Македонија на Солза Грчева. Таа е била член на СДС и како пратеник на СДС ја формира партијата. Излегува од СДС. Така да и двете тие леви партии крадат некоја национална по прашање на името и на се друго, се со исти ставови со ВМРО да помане сега кој ги има ВМРО да помане во изборниот циклус. Дека ќе направи да се врати името по законски и легален, легитимен пат, да ги раскине спогодбите, се што ние го заговараме со години. Значи, сега, мислам дека и тука и Бачев не би правил проблеми ако добие некој пратеник да влезе во таква една влада од тие 4 партии, ВМРО да помане, Левица, Глас за Македонија на Солза Грчева и Само Македонија на Јанко Бачев. Само тие партии ако освојат, значи, ако Левица и Солза одземат гласови од СДС, Бачев, ако ги прибере русофилското крило во СДС, да ги прибере кај себе, што може би се незадоволни политиката на Заев, да прибере и тој да освои 1, 2, 3 пратеника. И овие сите да освојат едно 7-8 пратеника, сите 3 партии. Мицовски прогнозира дека ќе освои преку 50, 60, 50 пратеника и кусур, така да може да се направи една влада. Сега. Без учество на албански партии. Не, тогаш албанската партија која ќе влезе... Не мора да има сега... Не мора, него, за да биде, за да нема критики дека прави... Да. Тогаш албанската партија ќе влезе под сосема други услови. Таа нема да условува. Да. Што е многу битно. Сега зошто е ова што го зборувам. Треба, величи, десно ќе беше ако Мицковски не ја промени реториката и дека не почна да зборува за да се врати името по законски, по легален и легитимен пат. Дека ќе направат се и дека тој ќе ја почитува реалноста. Не може да тој да сега да вика дека она што го вика, што го вели интегриране. Тоа е лагата. Реалноста мора да се почитува во смисла дека да, сега името е сменето и сега ние мора да го враќаме името. Точно така. Мора да го враќаме името по некои легитимни патишта. Ама ти, ако сакаш да останеш почитувана држава која ќе има поддршка за прием во Обединените нации, за пример во ЕУ, во НАТО, под уставното име Република Македонија, ти мора да обезбедиш поддршка со тоа што ќе покажеш дека си правна држава, дека почитуваш закони. А она што го има Македонија како доказ, да докаже дека промената на името е нелегитимна, уште од времето на Григоров, не денеска, не ова Заев што го прави. Така да во свет нема проблем да добие поддршка за тоа. Ама мора да биде, пак ќе кажам, исклучиво, легално и легитимно. Да се запазат сите норми. Добро сега, ти... Сега. Во однос на ВМРО да помине тука.
Каде? Веќе тоа ми беше поентата. Јас реков дека го смени Мицковски, ВМРО ДПМН го смени реториката. Затоа и мојата промена, да му дадеме шанс. Но ова е сега големата игра. Повели Мицковски, еве, имаш поддршка, освои, да му помогнеме да ги освои пратениците. И да видиме што ќе направи на дело. На зборови е лесно да кажеш. Ако не го исполни ветувањето, веќе во партијата, јас многу години зборувам дека фракционерство треба да има во партијата. Уште од 92 година. Кога Тома Стефковски нешто сакаше да направи, да го направи она што јас го говорам, ама не докрај, не доволно сознаење. И кога направи нова партија, поставам. Така да, ќе се јави отпор натре во партијата. Јас пишувам, говорам дека без ВМРО ДПМН ни една партија не може да освои власт и да го врати името. Бидејќи ни една партија, еве, колку години се прават партии, која партија успеа да направи некој повеќе пратеници? Љупчо пропадна како партија. Георгиевски. Да. Значи, мора натре партијата да се превземе. А ќе се превземе лесно, лесно. Членството ќе биде незадоволно ако Мицковски не ги исполни ветувањава кои ги дава сега. Дека ќе го враќа името. Дека ќе ги поништува договорите со Бугарија. Тука е она што ако не му дадеме шанса, ВМРО ќе пропадне како партија. Бидејќи ќе остане во опозиција, тој никој нема да биде сменет во партијата. Тие ќе викаат, да, ние ќе направевме ова, ќе направевме она, членството ќе се, да, еве, ќе направеше тој. Тој ќе направиш, ама вие што излеговте од партијата и што правите други партии, вие сте виновни за тоа. И Заев ќе заврши работата, распадот на Македонија ќе го докомплетира. И што правиме? По 4 години ќе нема Македонија. Така ли? Да. Тоа е. Мислам дека кој сака да ме разбере, ќе ме разбере. Бидејќи кај мене секојаш интересот, први интерес е Македонија како држава на македонците, па потоа е се друго. И затоа повторно ќе кажам, ние овдека не може да гласаме во диаспората, нема да гласа. Затоа на вас во Македонија би препорачувам. Оние кои се десториентирани, левица си има свој партија за кој ќе си гласа, Бачев си има своја структура која е блиска до него, нека гласаат за тие три партии. Тоа значи ти сега фактички повикуваш лево ориентираните да гласаат за левица и за Сол за Грчева. Сол за Грчева. Значи едно сега да појасниме, значи ти не викаш гласајте сите за ВМРО. Не. Ако сте лево ориентирани, гласајте за овие партии наместо за Заев. Да. Гласајте за Пасиев, гласајте за Сол за Грчева. Ако сте проруски ориентиран, гласајте за Бачев. Ако сте класични десничари и македонски, тогаш е во ВМРО ДПМН и со тек на време таа партија повторно да се освои од страна на националистите, да се освои од луѓето кои што управуваа со партијата до 94-5-6. Ако ќе направи Мицковски овие работи, ако покрене постапка за сменување на име, за враќање на име, ако го раскине договорот со Бугарија, тогаш што ја враќа партијата на така ли? Да. Ако го направи тоа. И тоа е целата поента. Бидејќи овдека јас напишав еден статус пред 1-2 часа. Кога го прочитав откритието на Горан од Алфа за лажирани анкети. Дека Брима Галуп не правела анкета дека СДС, Заев и бандата околу него лажели дека имаат анкета од Брима Галуп. Напише еден статус во кој
ги повикав луѓето кои се лево ориентирани, социјалдемократи и кои гласале до сега за СДС, да видат дека нивната партија е заробена од Заев. Ваков преседан да се направи, да се лажира, да се каже дека имаат анкета, а директорот на Прима Галуп да одговори дека не правел анкета. Тоа е преседан. И тие луѓе, има таму честни луѓе во СДС, знам дека тешко ќе им биде да гласат против идеологијата, и затоа им викам да не гласат за ВМРО, нема потреба да гласат за ВМРО. И имаат левица, имаат тоа глас за Македонија, наслов за Грчка. Гласате таму. Ослободете си ја партијата и вие. Бидејќи само со пораз Заев ќе замине од политиката и ќе заврши во Идризово. Да, зашто и левичарите, мислам дека не грешам ако кажам дека и ого јас го пишував во на моја колумна околу договорите на Заев. Заев ја продаде пред се политиката на Комунистичката партија на Македонија од 45-та до 90-та година. Тоа е идентитетот, национален идентитет кој што го градеше таа партија. Историја, азбука, култура, сето тоа што сега ние го зиваме здраво за готово. Тоа ние десноориентираните со тек на време проучивме малку повеќе, направивме малку поопширна слика за културата и за историјата. Меѓутоа, сите ја знаеме таа култура. Културата на која што сите се, кога кажеме дека сме македонци, тоа е така сме воспитани, така сме учени. Од 45 до 90 година што се градеше културата, на таа култура се повикуваме сите. Значи Заев ја продаде таа културата која што ја градеше Комунистичката партија. Да. И верувам дека сите оние кои што се честни левичари, иако тоа за мене е своевиден оксиморон, меѓутоа знам дека верувам дека има луѓе кои што се лево ориентирани, а сепак се честни. Да, познаваме неколку така. Да. Нема потреба зошто сега да гласите за Заев. Мора да го казните и него. Така е. И потоа, ако не изигра овие за кои повикуваме да гласате, Левица, Глас за Македонија и ВМРО ДПМН и Бачев, тогаш ќе направиме движење, татковинско движење, а ова што се случи во Хрватска со Домовски покрет, кој за 50 дена освои 16 пратеника. Ние ќе го почнеме да го правиме веднаш. Во првите 100 дена ќе го правиме, ќе видиме што ќе прави новата власта која освои Мицковски и со овие коалициони партнери. Сега сакаме да бидеме кратки, ако можеш во кратки црти. Да. Зошто тоа нели се створи сега со движењето за бојкот на изборите, нели се обидува сега да направат некоја партија движење сега за овие избори, зошто тоа не го прифаќаш како такво? Затоа што тоа не е автохтоно, тоа е движење кое не е тоа што требаше да биде. Бидејќи тоа движење кое јас го заговарам не сме да има идеолошки определби. Треба да има 2 или 3 точки кои ќе бидат поврзувачи. Значи како ВМРО пред да стане партија. Организација да се за ослободување на Македонија без никаква политичка идеологија. Точно така. Викаме, затоа го викам јас движење. Тие, затоа што јас почнавме да го заговараме движењето, затоа таа група ја формира, го превзеде движењето Бојкотирам и ќе оди на избори, за да не успее ова што ни беше идеја да го правиме. Тука е, се е тоа, јасно ми е на мене кој игра и зашто ги става тие сопки. Сега, работиве благодарејќи на коронава, бидејќи се развлекоа овие избори, се развлекоа времето за изборите, Заев даваше избори, па не даваше, па вака онак, и се покажа сите играчи кои се и што се.
Така да движењето бойкотирам сега повикува на бойкот. Беа за избори, направија листи и кога сега треба да се отмири настрана. Изгубиле и да молчат. Не собраа потписи. Значи немат никакво политичко влијание. И сега, за да... Да, сега ти сакаш во ова движење твое да влезат малку повлијателни лица. Да. И затоа ние... Цели партии, затоа ние ќе почнеме... Цели, да кажеме, цела фракција од ВМРО ДПМН да влезе тука. Да. Горе. Така е движењето, само со движење, со такво движење, кое нема идеолошка определба рамка во која, а тука е грешката меѓу партиите. Тие затоа не може да направат некоја поширока коалиција, овие зборам кои бидејќи сите сака да наметнат својата идеологија. Да, па мислам, имам една идеја која што ми се врти во глава изминативе неколку недели, ако не и веќе месеци. Меѓутоа ете летно време, помалку време имаме за вакви работи. Едноставно есеј кој ќе биде, чија што теза ќе биде против идеологијата. Дека идеологијата, секаква идеологија е проблем. Нам ни треба прагматичност. Да. И нам ни треба цел и прагматичност како да стигнеме до таа цел. А целта, како што зборуваме подолго време веќе, целта е национална држава за македонците, демократска нормално, со почитување на закони, почитување на устав, еднак сме пред закони и толку. Поважно е таа држава да биде држава каде што ќе владее правото, а по небитно е дали ќе биде демократска или монархистичка. Кога викам демократски, монархиите се демократи. Да. Монархот е на врвот, ама тој не ја узурпира демократијата. Да. Англија демократска монархија и така натаму. Да. Во ред, дали има уште нешто? Нешто. Мислам се разбравме сега, сега ти е јасен мојот став зошто е. Да. Еве, да кажам променет. Всушност не е променет. Да, значи ако може во кратки црти сето тоа да го ставиме, ти предлагаш да се гласа за ВМРО ДПМН, за Левица, за само Гласа Македонија и за само Македонија на Бачев. Значи имаме ВМРО ДПМН како десничарска партија и овие други две како левичарски и Бачев како проруска, не знам како проруска партија едноставно, тоа е руска демократија или не знам како сега да го крстиме тоа. Со цел да му се даде шанса на раководството на ВМРО ДПМН. Значи овие партии овие партии повторно да стапат во некаква коалиција со ВМРО ДПМН, за да се направи македонска влада, односно влада каде што албанците нема да имаат такво да може да оценуваат влијание. Тие ќе немаат, ако не може да оценуваат, тоа ќе немаат влијание. И во суштина да се даде шанса на овие Мицковски, Давкова, Муцунски, Мизрахи, на овие сега новите звезди кои на ВМРО ДПМН, да ги покажат своите таленти, кои што ветуваат дека ги имат, да ја покажат својата способност и својата желба да го направат тоа што го ветуваат сега. Доколку не успеат во тоа, за кратко време, значи во рок од 100 дена, да им се одземе, едноставно да им се одземе мандатот од страна на народот. Да почне да се формира некое движење кое што ќе оди во рушење на таа влада и на формирање на се македонска национална влада која што ќе биде татковинско движење ќе се формира и готово. Да. Движење за спас на татковината. Мислам сега пак некој ќе се јави, ќе направи такво движење. Да. Ви благодарам на толку завршуваме. Завршуваме, да се благодарам на гледачите. Се надевам ќе ме разберете убаво. И секогаш ќе ги ставите интересите на Македонија пред личните абонистите према некои луѓе во партијата или према некои неправди кои ви ги нанела партијата. Бидејќи Македонија е на се и пред се. Ви благодариме за вниманието. Ќе ве потсетиме повторно да ги лајкувате и споделувате нашите видеа, дали на социјалните мрежи, дали преку вашите приватни емајлови. И
да останете со нас во нашата борба да ја осознаеме и расшириме вистината за Македонија, бидејќи само вистината е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.